Добре дојдовте на овогодинешното издание на најдобар, односно најдоброто во кошарката во Македонија за 2021 година. Чест ми е што сум повторно овде со вас. Обично викаат дека ако повторно ги викнат актерите, се или најдобри или наевтини. Сега вие ќе одлучите во која категорија спаѓам јас. Не сум ни најдобар. На почеток би сакал да ги поздравам сите гости што се тука, сите работници во, односно кошаркарските легенди и кошаркарските работници. Би сакал да ги поздравам сите членови на Кошаркарската федерација и се разбира представниците на владата. Многу тешко им беше тоа да го кажам, ама морав. Значи, на почетокот предлагам да ја почнеме оваа манифестација како што доликува секоја ваква гранде манифестација да почне, а тоа е со интонирање на македонската химна. Дами и господа, ја повикувам Нина Јанева да ја заземе сцената. Повели. Гранде манифестација да почне, а тоа е со Нина Јанева да ја заземе. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. О, ново сега знамето се ве на Крушевската република, на Гоце Делчев Питу Гули, Даме Груев Санански, на Гоце Делчев Питу Гули, Даме Груев Санански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Ти благодарам. Морам да признам дека имав трема таму во преводот меѓу прва и втора, ама веројатно и некој дел од вас има. Срце му е, фала ти. Еднаш, многу одамна, многу одамна, мислам дека уште не бев ни роден, јас 2011 година, една група на кошаркарчиња тргна со еден автобус, таков со лоша клима, на кај Литванија. И целата тоа сценарио доби еден многу интересен заплет. Игравме феноменална игра, значи неверојатна игра. Може би не победивме, но им дадовме пекол на тогашните шампиони таму. Да бидеме реални, нормално. Многу тажен момент беше дека изгубивме и не можеме ништо да направиме со тоа. Но тогаш добивме нешто многу повредно, според мене. После таа тројка, таа легендарна тројка од која што мислам дека пола Македонија зарипна, станавме едно. Станавме фамилија. После тој надпревар повеќе никој не беше сам. Бевме заедно. Тоа е одговорот на она легендарно прашање: луѓе, што направивме?
Ви благодарам на сите вие што сте тука, а што бевте дел од тоа патешествие. Како изгледаше патот на нашите кошаркарски херои, како изгледаше целата таа битка, како изгледаше таа цела бајка, која што сите ние ја следевме од тука, може да ја преследите во еден запис, видеозапис која што го испродуцира куќата Тристар. Затоа предлагам да погледнеме како Европа, како светот ја запозна Македонија. Уживајте. Литванската епопеја почна малце порано, со влезот од БВА дивизија, репрезентација, која што кога ќе се намести може апсолутно да победи секој. Моја цел како директор на репрезентациите беше да обезбедам што поквалитетни припреми. Ние не отидовме како фаворити, ние отидовме таму во јавноста како дека ќе да губиме, не отидовме како сигурно нешто ќе се случи. Меѓутоа одигравме многу добро. Наш ни беше задоволство да бидеме сервис за момци како Тодор Гечевски, за момци како Војдан и Дамјан Стојановски, Перо Антич, Владо Илиевски, да не заборавам многу Предраг Самарџиски, Димитар Мираковски кој во многу наврати е често забораван заради статистиката, кој играл повеќе, кој играл помалку. Меѓутоа Мите Мираковски беше еден исклучително важен мал сегмент од целиот тој мозаик за успех, за победа, за мотивација. И идеме да се натпреваруваме. Сите сме од крв и месо. Сите играат кошарка по кругла топка. Најбитно беше тоа што добро отворивме. Тој надпревар против Украина во гости, прво резултатски беше многу битна, а второ и да се подигне атмосферата, самодовербата. Стварно бевме спремни. Имавме и страшна хемија, ден денес сме една голема фамилија. Got shoes on the floor. Going up, kicks it. Ivlevski penetrates, floats one for two. Vlado Ivlevski gets the ball screen, gets to the hoop, kicks it. Markada gets inside, skips it. Popovic, long two. Bogdanovic to win the game. He's off. And this is was unbelievable. No day one player said, "Hey Sandro, I don't want this, I don't want this." No. I felt the positive energy when the first day I stepped foot there. As soon as I got there, I felt the positive energy, and it just got better and better from as time went on. Some hardcore crowd trying desperately to lift. They don't need to lift them. Marinovsky gets it back. Ivlevski gets it. Inside, gets rid of the three. Gets to the ring. Top finish. Puts it on the floor. Antic shoots. No, he passes it out. Ivlevski, that's great. Great ball movement. And Antic. Kalakis gets it back. Mikhailik just takes it off him. 2-on-1 break. Mikhailik to the hoop. Good two. Mikhailik long two. Got it. Got to use the clock here. Tchaikovsky wide open. Takes it. Covered. The 8-point win. Over. Greece. Иако и текне за закуцавање на Боме Келев на при крај на полувремето, таа ерупција во салата, тоа беше за не знам. Човек е Ни фалеше многу малце кај што тука се поводи Владо Илиевски за таа тројка кај што направи фестил. Тоа беше мислам дека прашање на време кога ќе ја свртеме утакмицата. Делириум тотален. Ти звони во главата све. Сите не отпиша. Ilieski for three! Got it! Vlado Ilieski has made the three-pointer!
Daj napred neka. Što napravite? Što napravite? Što napravite? Prevarite. Tebi odigrat me, to si ne Makedonija! Taka je, ma tu imaš pravo za takvo nešto. Raduj se Makedoniju! You know what it feels like when you're dreaming, but you're actually awake? This is it. Иако не гледам кошарка, сепак се наежав. Замислете да гледам. Дечки, секоја чест. Сега имам чест да ги покана на сцената сите оние, односно дел од делегацијата кои што беа во Литванија. Би сакал да ги викнам сите оние или кои што имаат представник да дојдат на сцената. Дами и господа, ве молам голем аплауз за Димитар Мирковски, Владо Илиевски, Дарко Соколов, Лестер Бомекелеб, Војдан Стојановски, Дамјан Стојановски, Марко Симоновски, Тодор Гечевски, ајде сите, Перо Антик не е тука, се одјави, Ивица Димчевски, Ѓорги Чадиковски, Предраг Самарджиски, Марино Кузовски, представникот за Маријан Лазовски да ја земе пофалницата, односно плакетата, Маријан Србиновски, Благоја Кечовски. Се разбери, има уште, само да го повикам, господинот Ѓорѓе Војновик, извршен директор на Триглав осигурување, кој што ќе им ги даде овие плакети. Повелете, може да почнеш да ги даваш. Продолжуваме понатака. Сандро Бенкардино, Врбица Стефанов, Михајло Мануилов, Ненад Поповски, нема да си ги измешате, ве молам. Никола Николовски, Зоран Крстевски, Иван Ивановиќ, Даниел Димевски, Дејан Лекик и Илија Мерджановски. Дајте уште еден аплауз на овие херои. Да. Раце високо горе, наше ке виде и солнцо горе. Само не скокајте на дина, не скокајте.
Моля сите да се ги земете, нема ништо да. Раширете се наому слободно. Дечки, ве молам аплауз. Малко Добро вечер на сите. Денеска научив дека не треба да си го оставам говорот на оваа маса, пошто Горас ми го украде. Но колку и пати да го повториме ова што го кажа, го мислиме сите. Малко е за овие момци, што ме направија горди, ми трепери гласот, прв пат во живот на сцена, иако не сум глумец. Ми го стварија сонот на генерации кои што играа пред вас и поставивте високи цели за генерации кои што доаѓаат. Најблагодарни од све, што ја направивте најсреќниот свет, што ја направивте најсплотени и што ја направивте најединствени во оние денови кои играте, кога го направивте историскиот успех, кога освоивте злато во нашите срца и што останува за веки векови како испишана историја. Длабок наклон од моја страна и благодариме за све. Воедно, не ме карај, уште 10 секунди. Воедно, испративте една многу силна порака за сите генерации што доаѓаат, дека Македонија може да успее само сплотена. Ви благодарам и за тоа. И униф има еден човек кој што обожува да држи говори, а тоа е господинот Марин Докузовски. Добро вечер на сите. Многу ми е драго тука што сме сите собрани и што се сетивме после 10 години. Сепак тогаш ни беа измешани мислите, сега малце е све слегнато. Со други очи гледаме сите овие работи. Но сега гледам колку ми било тешко со Перо да работам. И мислам дека не само на мене и на сите овие играчи, треба за тоа уште поголема благодарница да им се даде, што го изтрпевме толку време. Го направивме играч, го продадовме во Олимпијакос, го однесовме во НБА и мислам дека тоа не сме никој да ни го заборави на нас. А на овие млади тренери и тука на млади спортисти што ги гледам вечерва и многу ми е драго што се дојдени, сакам да им кажам дека јас сакам сите они да го доживеат она што ние го доживеавме, затоа што ние како спортисти цел живот работиме за тоа, мечтаеме за нешто, да дојдеме до негде и да направиме некој резултат. Ви посакувам на сите да го доживеете ова што го доживеавме ние. Ви благодарам многу. Добро вечер на сите, иако никој тука не ми даде збор, јас сам си земам збор. И морам да кажам некои работи што ми остана во срцето во таа 2011 година. Веќе е било тука. Значи, не е проблем кошевите на Перо Антич, не се проблем работите на Боме Калеб, не е тројката на Владо Илиевски, значи тоа се тие големи играчи и големи моменти. Ама сите мора да знаат дека тука имаме луѓе што со своји мали придонеси направија таа екипа да биде голема. Тоа е Дарко Соколов, кој што може би имаше по 2-3 до 5 минути по утакмица, меѓу тоа даде се од себе. Тука е Мите Мираковски, кој кога и да му дадат можност, даваше од 100 до 120% од себе. Тука е Војдан Стојановски, кој на утакмицата против Литванија даде 5-5 тројки и ја украде топката која Владо Илиевски даде тројка за наша победа. Тука се овие двајца момци, Ивица и Марко, кои може би не игра, меѓутоа беа толку стречни, толку не поддржуваа сите нас и никогаш немаше никаков проблем, ништо не се праша, ништо не се направи за да се руши атмосферата која создадовме. Секогаш беа тука позади нас, секогаш ни дава поддршка и секогаш беа дел од екипата, исто колку оние што даваа најмногу,
до оние што, да речеме, кошаркарски даваа најмалку, они на клубата даваа најмногу. Така да сакам да кажам дека никогаш не треба да ги заборавиме оние сите што можеби медиумите, можеби телевизијата и ова, она ги видоа како незабележителни, дека ние како екипа ги знаевме дека се таму и дека многу ни помага. Без нив немаше да биде овој резултат никогаш. Треба, значи, нема збор за селекторот Марин Кузовски и неговото водење на екипа и ова, она. Мора да се знае дека тука беше и Маријан Лазовски, тука беше и Марче Србиновски, тука беше и докторот дури, кој помагаше у сите тие работи. Така да не ги забораваме луѓето кои што медиумски не беа нормално и браварот и докторот Ники. Така да ова е работа на цела екипа. Ова не е работа на поединци. Затоа што да, ова екипа имаше и исклучителни поединци по квалитет и по знаење. Меѓутоа, успехот без овие другите, без таа сплотеност, без таа тимска работа, немаше никогаш да биде. Ви благодарам на сите. Има ли уште некој што сака други да каже нешто? Да не се наљути после. Уште нешто? Секунда. Се извинувам, заборавив да кажам еден човек кој го барав неколку дена, кој у тоа време беше директор на репрезентација, не дојде, не ми се јави, меѓутоа сакам да го спомнам, и беше еден голем дел од таа екипа, тоа е Врбица Стефанов, и го поздравувам тука пред сите. И се надевам дека у некоја друга прилика ќе дојде да му одадеме почитување и за тоа како играч и за тоа како директор на репрезентација. Ви благодарам. Па вие многу сте биле, луѓе, бе. Знаете какви трошоци патни се ова, додека да ги однесеш? Па јадење уз пат, па спиење, па барем пола треба да е. Многу е. Јасно ми, па така кажете дека тоа се странски фондови, па супер, веќе ми е јасно. Значи требало уште нешто да земете. Океј, продолжуваме понатаму. Значи, само да ви кажам, морам да ви се исповедам дека за вечерва, за овој настап, овде имав специјално поголема трема отколку обично. Значи, поголема дури од Нина Јанева и на Тамара заедно тремата. Значи, за прв пат во живот се осетив како права женска. Ама да ние женски што сум менопауза. За прв пат во живот се двоумев со саати, па може и со денови, за што да облечам. Што да облечам, која комбинација да ја напнам, а да не се погодам со комбинацијата на пера. После тој стрес од лани, не знам дали ви текнува, кога бев како копија, ама стајна на вриење и се смалила, у иста боја, у исто сако. Што да облечам? Едно време си викам, пред доаѓање си викам, а да облечам истата, он гарант нема да облече истата. Така да шанси се каде поголеми. Дами и господа, Pero Antić, со неговиот говор од барем 20 минути. Повели. Добро вечер до сите присутни. Ви благодарам на сите што одвоите време да разубавите оваа вечер, да ги доделиме признанијата на тие што одбележа 2021 на најдобрите во кошарката. Знам дека ќе уживате во сценариото, така да не сум некој човек што држи многу долги одговори, каже и водителот, кој многу го ценам, така да ќе препуштам да уживате во неговите муабети, зезанци и шеги. Сашко Коцев, дами и господа. Фала ви многу, фала ви многу. Од секогаш си бил инспиративен. Можам само сочувство да изразам на сите свои играчи со него. Ако вака ве мотивираше, добри до таму што догуравме. Го гледам микрофонот, си викам, каде бе, не прават такви микрофони за него. Нема, Джаве го дигаш, Джаве не се дига толку, немаше, да, отиде, аха. Уште малце, уште некоја година. Океј, почнуваме со номинации. Прва категорија имаме номинација за најдобра женска екипа во младински лиги за 2021 година. Номинирани беа Бадел 1862, Крива Паланка и Вардар. Наградата ќе ја додели Елена Велковска, председател на судиската комисија на КФСМ. Овде. Почитувани колеги, пријатели,
драги спортисти, Ваша ексцеленција, добро вечер и од мене. На моје огромно задоволство да ја прогласат најдобрата женска екипа во младинска категорија. Имено пред 20 години јас бев дел од тој клуб, кој што нели се занимава со кошарка. И уште во тоа време се залагаше за развој на млади категории и тој тренд континуирано продолжува денес. Несомнено еден од најдобрите женски клубови во Македонија и заслужено ја добива оваа награда. Најдобра женска екипа во младински лиги Бадел 1862 Скопје. Честита! Бадел 1862, а наградата ќе ја подигне Љупчо Павловски, директор на Бадел 1862. 1862, па сега колку имате? 250, така. Толку е. Повелете. Тогаш е аплауза да знаете. Може и малце порано, ама тогаш обавезно. Добро вечер на сите. Би сакал да се заблагодарам на сите спортски работници, спортски новинари, љубеници во кошарката, што и оваа година ни го додели ова признание. Ги има многу како клуб. Меѓутоа, секој ново признание како да е прво. И се радувам, затоа што тоа е круната од една макотрпна работа и тоа е на некој начин шлак на пената на крајот од годината. Ја ветувам дека ние понатаму ќе продолжиме да работиме со сите тие млади категории, ќе вадиме квалитетни кошаркарки кои што ќе надополнуваат нашата репрезентација и достојно да представува во меѓународни рамки. Во секој случај, оваа статуетка сакам да ја посветам на Ања Даниловска. Тоа е наша млада кошаркарка што е во голема мера допринесе да ја освоиме ова признание. Меѓутоа, за жал, барнејќи ги воите на репрезентацијата до 16 години, имаше посериозна повреда, го скина предниот фрстен лигамент и посакувам што поскоро оправување да ни се врати во редовите и да продолжи таму кај што застана. Благодарам на сите. И благодарам и на вам. Повелете. Алкохол и кошарка од секогаш иделе супер. Одиме. Најдобра машка екипа во младински лиги за 2021 година. Номинирани беа Феникс 2010, Работнички и Партизан Водносанс. Водносанс! Син ми играш на наградата ќе ја додели Димитар Ефтимов, председател на управниот одбор. Повелете. Ќе се правиме дека не го видовме во позади и ќе чекаме да ни кажат вие кој е победникот. Добро вечер до сите. Чест и задоволство е да се додели награда на младинска екипа затоа што во суштина потенцијалот и се она што престои во конкретно дека во кошарката кај нас е во тие младински екипи. Имавме доста тешки години и пол-две каде што малте не замре кошарката, меѓутоа нека биде ова мотив и порака до сите тренери, до сите младински екипи за напорна работа, затоа што тоа е единствениот начин како ние можеме да ја направиме кошарката на место на кое што таа заслужува да биде во оваа наша Македонија. Значи, најдобра младинска екипа Работнички. Наградата ќе подигне Андреј Шошкик, капитен на Работнички до 16 и 18 години. Како ова до 16 и 18? 17, например, да имаш и автоматски едните не можеш више. Толку. Седи си така на 16. Значи, добро вечер на сите. Сакам најпрвин да им се заблагодарам на сите што гласаа за нас, за најдобра младинска екипа. Да им честитам сакам на сите мои соиграчи и се разбира на тренерот. Со голема работа и го постигнавме ова и се надевам дека оваа година ќе го постигнеме истиот резултат. Фала. Фала ти и тебе. Имаш многу добри патики, ми се допаѓаат, да кажам право, ти си зел једен така. До 16 или до 18. Како една син ми веќе 6 години што му зимам дневна карта за скијање дека една година има. Ова нема врска. Те тера така, секој ше малето. Најдобар тренер на женска екипа во младински лиги за 2021 година. Номинирани беа Анета Глигорова, Бадел 1862, Мирослав Ивановски, Крива Паланка,
Славица Наков, Вардар. Наградата ќе ја додели Алек Јончевски, председател на тренерската комисија. Повелете. Оддалеку одите. Оддалеку да ги знам. Добро вечер од мене. Чест ми е што ова е една од најважните категории во кошарката, односно тренер на младински категории, ќе ја доделам и ќе го оставам говорот за добитникот секако. Добитник на наградата е Анета Глигорова. Анета Глигорова, ја покануваме. Повелете. Нека трае аплауз, нека така не молам, значи бонтон. Повелете. Сега можеме. Ќе ве режирам цела вечер. Добро вечер на сите. Големо благодарам до Федерацијата и сите спортски љубители на спортот, кошаркари, кошаркарки, суди и сите што го дадоа гласот за мене. Ова е веќе четврто мое појавување на оваа сцена и повторно истата трема, истата возбуда, како и порано. Пресрекна што сум баш добитник на оваа награда, бидејќи нема ништо поубаво да се работи со деца, со чисти, искрени души. И ова ќе ми биде уште поголема мотивација и оваа четврта награда да продолжам со ваква континуирана и успешна работа. За оваа награда не е само моја заслуга. Тука морам да се заблагодарам на тим менаџерот на екипата Љупчо Павловски, на мојот пријател, тренер на првата екипа Перо Стамевски, кој имаме максимална и добра соработка. Кошаркарките на првиот тим, кои доаѓаат на сите надпревари, да ги бодрат своите помали кошаркарки на сите важни надпревари. Општината Кисела Вода, која ни помага, а најголема заслуга за сите девојчиња од 8 до 18 години кои ги тренирам и ги исполнуваат моите работни задачи што им ги давам. Оваа награда им ја посветувам на нив и за сите овие благодарам што ги кажав, можете да видите дека Бадел е едно големо семејство. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Имам толку многу шеги што можам да ги кажам за женски тим, ама ќе се сват погрешно, така да ќе ги скокам. За следите ги чувам. Најдобар тренер на машка екипа во младински лиги за 2021. Номинирани ги имаме Денис Дервишевик, Феникс 2010, Андреј Апостолски, Лечич, Работнички и Нермин Пепик, Партизан, Водносанс. Да видиме, наградата ќе ја додели Јелена Антик, репрезентативка на Македонија и актуелен кошаркарски тренер. Натали Повел. Добро вечер на сите, вајда победникот не искочи додека Не, се синхронизиравме, добре. Да ве поздравам сите, добро вечер. И да ги честитам за сите што се номинирани, добитници на овие награди. За победник во оваа група иде Андреј Лечич. Андреј Лечич од Работнички. Го молам Андреј, полека да дојде додека трае аплаузот. Добро вечер на сите. Најпрво сакам да честитам на сите добитници за наградите. Исто така сакам да се заблагодарам и за оваа моја награда, која што ми е прва и многу ми значи, бидејќи со својата екипа Работнички во изминатите години вложуваме многу труд и енергија за да успееме. Оваа награда ќе не мотивира за во наредните години да растеме, да напредуваме и сите успеси од младинските категории да ги пренесеме и во сениорската кошарка. Фала многу и среќни празници. И вие, господин Лечик, имате исто добри патики, само бојата сте уднели, да ви кажам така. Можемо масто покремасто да види. Следна категорија. Најдобра млада кошаркарка за 2021 година. Номинирани ги имаме Марија Николов, Бадел 1862, Михаела Алексовска, Крива Паланка и Ања Начевска од Вардар.
Наградата ќе ја додели Байрамали Саити, председател на Федерацијата. Подпредседател, па добро ја те направи председател, голема работа. Само кога ќе станеш председател, само ако не ме викнеш пак. За тебе ќе гласам јас, да знаеш. Добро вечер на сите. Чест и задоволство ми е да ја прогласам најдобрата млада кошаркарка за 2021, а тоа е Михаела Алексовска. Михаела Алексовска, поеде на сцената. Добро вечер на сите. Најпред сакам да кажам дека сум многу среќна за оваа награда и оваа награда има големо значење за мене. Сакам да се благодарам на сите оние кои беа постојано и се до мене во оваа приказна, на моите тренери од клубот, на тренерите од репрезентацијата, на моите соиграчи без кои ова немаше да биде во мои раце вечерва. Секако на моите родители и на сите вас кои го препознавате и вреднувате трудот. Ви благодарам. Ви благодарам вам. Ви благодарам и вам, подпредседателе. Малце да зачистам овдека, пошто Натали и Маријанчето нешто спори. Најдобар млад кошаркар за 2021 година. Ги имаме Теодор Симиќ, Барселона, Шпанија; Амар Хот, Феникс 2010 и Андреј Шошик, Работнички. Наградата ќе ја додели Бојан Крстевски, капитен на сениорската репрезентација на Македонија. Повелете. Натали. Добро вечер на сите. Чест и задоволство е што ќе доделам оваа награда. Наградата иде кај Теодор Симиќ. Теодор Симиќ, најдобар млад кошаркар. Наградата ќе ја подигне Тони Симиќ, а Тео ќе го видиме на видео. Добро вечер на сите. Сакам да се заблагодарам на целата македонска јавност и на сите кои гласаа за мене. Се надевам дека ќе оправдам вашата доверба и среќни новогодишни и божитни празници на сите. Се надевам доволно беше од страна на Теодор, така да среќни празници и уште еднаш благодарност за сите што гласаа за Теодор. Категорија следна. Најуспешна младинска репрезентација за 2021 година е, ќе ви каже нашиот единствен, најдобар пресвет, господинот Перо Антич. Повелете. Најуспешна младинска репрезентација е женската национална селекција под 16 години. Така е, женска национална селекција под 16 години. Ја поканувам целата сите присутни членови заедно со селекторот Никола Златев да дојдат на сцената. Ама побрзајте, ќе ви заврши музиката. Пуштете им уште еднаш. Нема женска додека се договорат од лево, не, ти реков од десно, не, гледаш дека ме поише гужвата му. Дамата му бившиот ми се леле кружи од тука. Оди, слободно, право го скали. Дели петорици играат само, зашто толку дури? Јас само на кратко, како капитен на оваа репрезентација, сакам да кажам дека оваа репрезентација веќе 2 години е заедно и сме како едно. И на турнирот во Тбилиси игравме на вистина како едно. И се надам дека ќе можеме да повториме она што се случило во 2011 и уште подобро. Благодарам. Добро вечер од мене. Благодарам за признанието. Прво до Федерацијата ни овозможни идеални подготовки за да го постигнеме овој резултат. Потоа на тимото тренери Ведран и Форче, докторскиот тим, физиотерапеутите ни беа потребни, а најмногу на овие
златни девојчиња кои така ни израдуваа да направија горди. Се надевам дека во иднина во сениорскиот тим барем да се пласираме на едно големо европско или светско натпреварување. Благодарам. Ви благодарам и вам. Повелете сега, може слободно. Естукај. Ера чека скали неке. Да. Благодарам. Продолжуваме понатаму. Најдобар македонски репрезент во странство за 2021 година. Номинирани беа Емил Рајковиќ, тренер на Саратов, Русија, Ненад Димитриевиќ, играч на Валенсија, Шпанија, Теодор Симик, играч на Барселона, Шпанија. Наградата ќе додели Сашо Поповски, генерален секретар на Македонскиот олимписки комитет. Повелете. Почитуван председателе, почитуван директоре, Ваша екселенцијо, почитувани спортски пријатели, во име на Македонскиот олимписки комитет и во моје лично име ќе ми дозволите да ви ги честитам новогодишните празници и божичните и се надевам дека во следните години ќе имаме прилика да се радуваме и на многу поголем успех од оваа литванска генерација и учество на една наша македонска репрезентација на Олимписките игри. Ќе ми дозволите и да ве поздравам во име на председателот Даниел Димевски, на нашиот председател, кој постојано е во потрега на партнери кои што ќе овозможат многу подобри услови за нашите спортисти да остварат норми за учество на Олимписки игри, а исто така се надеваме и на медал. Најдобар тренер, значи во странство е Емил Рајковиќ. Емил Рајковиќ, најдобар македонски репрезент во странство за 2021 година. Господин Рајковиќ, повелете. Добро вечер на сите. Прво би сакал да кажам дека наистина ми е драго што после известно време се гледам со голем дел од вас. Наистина е пријатно да се видат овие секвенции, овие моменти кои беа, можам да кажам, гордост за целата македонска нација. Оваа награда која ми ја доделувате вечерва е навистина чест, бидејќи да се биде репрезент на македонската кошарка во странство, една обврска, едно наследство кое е оставено точно највеќе од оваа генерација и можам да кажам дека сум горд што лично сум соработувал и што ги познавам овие луѓе кои што оставија длабок печат во македонската кошарка и за прв пат направија да Европа и светот чуе за Македонија. Искрено се надевам дека оваа награда ќе добиваат млади кошаркари и ќе имате многу потешка работа во изборот на следниот лауреат на оваа награда, дека ќе имаме многу повеќе кошаркари кои ќе играат во странски клубови, кои што ќе презентираат македонската кошарка на најдобро ниво. Благодарам од срце. Благодарам и вам. Најдобра екипа во 3-3 за 2021 година. Или што би рекол нашиот председател 3x3. Ги имаме номинирано Кино Влае, Касабар и Гез. Наградата ќе ја додели Драган Караджовски, председател на Сдруженијето 3x3 Македонија. Си се поправил? Тоа е, кога станеш председател, одма има разлика. Чест и задоволство ми е што ќе доделам оваа награда за прв пат, што се додела во изборот за најдобри во кошарката, а наградата ја добива Кино Влае. Кино Влае! Го поканувам целиот тим од сите тројца плюс еден резерва. А тоа се Милорад Миновски, Ервин Цого, Марко Дујковиќ и Кристијан Ристов. Полека да се наближат на кај
сцената. Знаеш, секојаш има еден плюс. Неверојатна работа. Неверојатна работа. Патни трошкови, патни трошкови, патни трошкови, патни трошкови, патни трошкови. Ке треба некој од вас да каже нешто, не само да се гушкате. Знам дека сте по гушкање, јасно ми е. Даве. Значи, огромна чест и задоволство е прв пат да се добие оваа награда и представува огромна мотивација за нашата екипа да продолжиме со работа на 3x3 баскетот. Огромна благодарност до Федерацијата и со голем акцент на 3x3 издруженијето за целата поддршка која даваат и организацијата на зимските лиги и организација на учество на странски турнири како челенџери, што представуваше секако можност за нашата екипа да се докаже со најдобрите светски екипи. Патот до тој челенџер беше тежок, но сепак мислам дека успеавме да представиме нашата земја во најдобро светло и има многу директни и индиректни помагатели на нашата екипа, вклучувајќи ги Даскафе, Ким Спорт и Горан, кои ни овозможија да тренираме на терен кој е по сите светски стандарди, како и нашата најголема поддршка Кино Влај и Дарко Спириковски, кои ни овозможија да играме над 15 турнири оваа година во странство и да ја представиме Македонија во најдобро светло. На крај би сакал и да се заблагодарам на моите соиграчи кои во тешко време каде што не можеше да се тренира поради короната останаа мотивирани и спремни и на крајот успеа да го дадат максимумот оваа сезона за нашата екипа. Благодарам. Благодарам и вам. Следната категорија е најдобар играч од овие 4 луѓе за 2021 година. Номинирани беа, неверојатно, кој би рекол, Марко Дујковиќ, Христијан Ристов и Ервин Цого. Наградата ќе ја додели Владимир Георгиевски. А ќе подигне, ќе ви каже сега. Почитувани спортисти, спортски работници, љубеници во спортот и во кошарката, добро вечер на сите. Ви благодарам што со вашето присуство збогативте оваа манифестација на доделување на најдоброто од кошарката. Најдобар играч во 3x3 за оваа година е Ервин Цого. Ервин Цого, неверојатно, не знаеше, затоа се тргна. Си ми осладил те нешто. Добро вечер на сите. Стварно голема чест ми е што сум овде. Награда како награда ми значи многу, али да не беше оваа екипа на Кино Влај, немаше ни ја да ја освам оваа награда. Фала ви многу на сите. Фала ти и тебе. На половина сме од вечерашнава манифестација. Значи, сите што ме прашуваат, да, ќе има коктел. Значи, не се секирете, издржете, уште малко е. Значи, соберете се, вреди, има многу качиња за селфиња, дека и за фотографирање, за Инстаграм и за сториња. Издржете уште малце. Одеме понатаму. Специјалната Олимпијада на Македонија добива посебно признание за промоција на инклузивното спортување на лица со попреченост. Го замолувам господинот Тодор Гечевски да им ја додели наградата. Наградата ќе ја примат Дарко Крстик и Драган Караджовски, заедно со своите 5 атлети: Мирослав Георгиевски, Виктор Бошковски, Јане Никодиновски, Адо Дупљак и Горан Стојковски. Повелете нам. Чест ми е ова што можам да ја доделам оваа награда, за тоа што
овие луѓе даваат преголеми напори, преголеми одговорности за да дојдат до овие резултати. Се надевам дека овие наши признанија ќе му дават мотив и понатаму да работат, да се инклузират во нашето општество и да бидат дури и подобри од она што ние сме биле. Му благодарам посебно. Здраво. Благодарам многу на сите што сте можни да го направиме тоа. Фала многу за референција, за Антиш, за сите, дека персонали прата како капитено, ќе освоиме многу медали и многу купи. Благодарам и вам, повелете. Животот е како кошарката, има падови, има победи. Во изминатава година изгубивме луѓе кои што беа легенди и кои што ќе останат легенди во кошарката. Би сакал да го поканам генералниот секретар Владимир Георгиевски поскумно да додели плакети на членовите на семејствата на кошаркарските работници за исклучителни постигнувања во кошаркарскиот спорт. Го поканувам на почетокот представникот да преземе плакетата за господинот Благој Георгиевски Буштур. Добре вечер на сите. Благодарам за наградата. За Буштур нема што да кажам, знаете сите, но би ве замолил сите сега со едноминутно молчење да го поздравиме Кацар, кој што вчера напушти, а исто е дел од кошарката на Македонија. Го поканувам представникот за Анте Дуковски. Добро вечер на сите. Ова е голема чест. Анте беше голем човек. Би сакал да можеше лично да прими нека награда за постигнување, ама тоа е. Да го памтиме по убавите работи. Фала ви се. Го поканувам представникот за Маријан Лазовски. Благодарам до сите. Нема зборови, сите го знаете Маки како беше. Цел живот беше на кошарката посветен. Како играч, тренер, селектор, предобар човек. Немам зборови. Фала ви уште еднаш. Представникот за Воислав Живкевиќ. Зивчевиќ. Пред добро вечер на сите. За жал животот носи вакви моменти, но наше е да се некако навикнеме да живееме и со ова и да продолжиме понатак.
Сакам највише да ви се заблагодарам во име на мојот татко и во име на целата наша фамилија. Фала многу. Оставно на цевка да му ја пратиме плакетата или ќе му донесеме плакетата директно до семејството. Само да знаете, дечки, ништо од ова кое што денеска го правиме овде, ништо од тоа што се случи пред 10 години немаше да се случи без овие 5, односно 6 луѓе кои што ги спомнавме на сцената. Ништо. Затоа, да ги памтиме по тоа што го направили, да бидат водилка, пример за сите што ќе стапнат на истата позиција која што оние работат. Ве молам уште еден аплауз за овие звезди на македонското кошаркашко небо. Одиме понатаму. Повторно го повикувам председателот на Федерацијата, господинот Перо Антич, да додели благодарници на соработниците на Федерацијата. Македонски олимписки комитет. Го молам представникот да дојде. Многу го сака. Ако нема, ќе се ја земам јас. Ќе се ја претопам. Благодарам. Агенција за млади и спорт. Повелете. Обично коментари не викаме на нас, нема да ќе направим исклучок. Да, условно. Нека се знаете со Перо, иначе. Добро вечер на сите. Честа и задоволството се вечерва мој што присуствува во името на агенцијата во оваа манифестација. Поздрав до сите спортисти, сите легенди кои ги радуваа срцата, и радуваа Македонија. Поздрав до председателот на Кошаркарската федерација и се надевам дека многу млади деца ќе изникнат кошаркари како овие момци овде. Благодарам уште за наградата и од наша страна ќе поддржуваме федерацијата. Благодарам и вам. Повелете. Представник од Кодинг Горска. Ви благодарам многу од името на целиот тим на Горска вода. Нам многу ни значат ваквите признанија и се потик да продолжиме и во иднина да го поддржуваме спортот. Благодарам. Благодарам и вам. Следни се Триглав осигурување АД. Соработници на Федерацијата. Кратко, доволно се знаеме. Благодарно за признанието. Триглав секогаш и Джоле ќе бидат покрај вакви момци. Чести задоволство да бидеме спонзори на една вака изборена екипа. Многу успеси на сите репрезентации, а со нас се ќе биде во ред. Благодарам. И вие имате добри патики. Само бојата е малце да. Каки боја е у мода секогаш. Продолжуваме понатаму. Окта. Благодарности од мојата компанија за Федерацијата до оваа благодарница. Само ќе повторам дека ние сме долгогодишни соработници со оваа федерација. Тоа на нашата намера е да продолжиме и понатака, се со цел да помогнеме за што поголем напредок на нашата кошарка. Благодарам. Благодарам и вам. Следната благодарница оди во приватна здравствена установа Жан Митрев. Благодарности од мене. Жан Митрев клиника останува посветена на здравјето на кошаркарите. Благодарам. Благодарам и вам. Следни за благодарница се Кигили. Го молам представникот нека дојде. Благодариме за ова признание. Како Кигили, ќе бидеме секојаш со македонскиот спорт и за идните радости и успеси. Следни се мојата втора љубов. ЈСП Скопје.
Ке ми извините од ЈСП, ама прва љубов секогаш ми беше таксата. Значи, а прва љубов не се заборава. Јас немаме представник, веројатно се заглавани во собраки во дупла 5 седмица. Фала ви многу. Благодарам, дечки. Благодарам. Да знаат само колку пати во 3 и 5 вечер си имам трчано кај мната. Полутрезен. Следник имаме Противпожарен сојуз на Македонија. Ако нема представник, значи оправдано е, пошто веројатно имаат негде случај. Ке им ја доделиме или запалете нешто од Македонија. И следната благодарница оди во нашиот сервис МРТ, Македонска радио телевизија. Повелете. Највише пукна, гледаш, добро звучење што е. Добро, пукна, баш ми е драго. Кажи ми колку секунди имам. Не, имаш, значи да не биде под 25 минути. Под 25 минути, добро. Благодарам, честитки на сите, на Кошаркарската федерација на Македонија. Драго ми е да гледам толку познати лица, кои што ги гледам и на паркетот, ги гледав едно време. Перо го памтам кога почна, Тоше, сите други, помалку или повеќе, Марин беше во тие млади години како еден од потенцијални тренери, Джоле да не зборуваме, ваќе ги зборувам како мои добри пријатели, меѓу другото. Само сакам да подсакам, она што го видовме 2011 на почетокот, дај Боже да ни се повтори, дај Боже да создадеме македонски млади спортисти, кои ќе станат репрезентативци, кои ќе не представуваат на европско, дај Боже на светско првенство, таму не сме биле никогаш. Ајде да се обидеме да направиме македонски квалитет, кој што ќе биде гордост во оваа наредна деценија која што имаме. Pero, ти го имаш искуството, сите други исто така спортски работници, спонзорите се тука, медиумите се тука, науче, тоа значи и за ракометот, нормално, директора на Агенцијата за млади спорт и за сите други, уште еднаш благодарност на Македонската телевизија останува со вас и се надеваме дека нема да останеме само со домашните надпревари, со репрезентативните квалификацијски, туку ќе одиме заедно на европско, на некој големо надпреварување. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вам, повелете. Одиме понатаму. Една од најсочните професии, најдобар судија за 2021 година. Какви интимни врски имам со нив. Да. Номинирани беа Игор Митровски, Алија Феревски и Александар Павлов. Наградата ќе обзнани Александар Милојевик, комесар за надпреварување. Повелете. Добра вечер. Најискрено, тројцата ми се многу мили, одлични момци, одлични другари и одлични репрезенти на македонското судење и надвор од нашата држава. За жал, еден може да ја добие наградата, а тоа е Игор Митровски. Игор Митровски, судија! Сцената е ваша. Доста гушка. На перво милената награда. Добро вечер на сите. Драго ми е оваа награда да добијам од Александар Милович, кој што е најнаградуваниот кошаркарски судија во историјата. Тешко дека никој ќе го стигне. Сакам да се обратам до Македонската кошаркарска федерација, начело со Перо Антич, да го поздравам директорот на Агенција за млади и спорт, да се заблагодарам на оваа голема чест, стварно е една посебна гордост, но и голема обврска да се добие оваа награда, бидејќи треба да се задржи нивото или да се оди нагоре. Сите ние што сме овдека, пријатели на кошарката, сме големи заљубеници во овој наш спорт број 1 на планетата, во кој што вложуваме многу и време, и чувства, емоции, напор, ефорт. Спомна време кое што, ако не би го вложувале во кошарката, би го поминувале со семејството, затоа во тоа име оваа награда ќе ја посветам на моето семејство, кое што ми дава безпрекорна поддршка во мојата судијска кариера. Благодарам. Благодарам и вам. Господин Митровски, само да ви кажам, ништо лично.
Значи, тоа е чисто професионално. Вие вашата работа, ние навијачи на нашата работа. Да знаете. Следува најдобра женска екипа во сениорски лиги за 2021 година. Номинирани беа Бадел 1862, Баскет Кам 2011 и Крива Паланка. Наградата ќе ја додели Александар Дмитровски, директор на спортската сала Кале и поранешен репрезентативец на Македонија. Господин Димитровски. Еј. Ако имате нешто него да му кажете, ќе одите преку перо. Добро вечер на сите. За најдобра женска екипа за 2021 Баскет Кам. Баскет Кам! Наградата ќе ја подигне Јордан Цветановски, председател на кошаркарскиот клуб Баскет Кам 2011. Добро вечер на сите. Голема благодарност до Кошаркарската федерација на Македонија за оваа награда. Голема благодарност до Општина Македонска Каменица и Рудник Саса како наши спонзори, без кои овој успех немаше да биде ваков. Ова ни е прва награда, се надевам ќе освојуваме многу. Ви благодарам. Благодарам вам. Тоа сениорска, кога ќе кажете, све замислям дека бабички играат, ама изгледа друго е. Следно, најдобра машка екипа во сениорски лиги за 2021 година. Номинациите одат кај Евроникел Кавадарци, МЗТ Скопје Аеродром и Пелистер Битола. Наградата овој пат ќе ја додели една од нашите ракометни легенди, во моментов директор на Агенцијата за млади и спорт на Македонија, господинот Наумче Мојсовски. Повелете. Или скратено Номче. Номче, тоа кога се подпишува на пликова, например, се пишуваме кратко. Ајде, добро вечер, уште еднашка се обративме. Секако чест и задоволство до мене ми припадна да обзнанам најдобрата македонска екипа во нашето првенство. Тоа е екипата на МЗТ Скопје Аеродром. МЗТ Скопје, или што би се рекло, Металски завод Тито Скопје Аеродром. Километарско име, повелете. Представниче, повелете. Добро вечер на сите. Голема благодарност од целиот колектив на МЗТ Скопје за ова признание. И се надеваме на уште поуспешна сезона следната година и со тоа влез во ова лига. Хвала, благодарам. Не се срами, господине председниче, не. Туку е скромен. Одиме понатаму. Најдобар тренер на женска екипа во сениорски лиги за 2021 година. Номинациите одат кај Перо Стамески од Бадел 1862, Александар Ашандов, Баскет Кам 2011, моментално во Вардар, Мирослав Ивановски, клуб Крива Паланка. Наградата ќе ја додели Владимир Георгиевски, генералниот секретар повторно. Повторно, добро вечер. Штеднашка, значи, најдобар тренер на женска екипа во сениорските лиги за 2021 година е Александар Ашаданов. Александар Ашаданов! Ги изведе Кам на прав пат и рече достави еден и од Вардар. Нели така беше? Да. Добро вечер на сите. Најпрво сакам да се заблагодарам на сите кои што гласаа за мене и оние кои што ме поддржуваат низ целиот овој период. Оваа награда за мене представува една дополнителна мотивација да продолжам да го работам на најдобар начин, тоа што најмногу го сакам. Ви благодарам уште еднаш. Благодарим вам. Продолжуваме понатаму. Најдобар тренер на машка екипа во сениорски лиги за 2021 година. Номинациите се Сега малце по ќе правиме драма. Маријан Илиевски, Пелистер. Дарко Радуловик, МЗТ Скопје Аеродром. Горан Самарджиев, Евроникел 2005 Кавадарци. Наградата ќе додели господинот Тодор Гечевски, спортски директор на Кошаркарската федерација. Го видовте пред малце. Повелете. Добро вечер на сите. Да не должам многу као преđиска, ќе бидам краток сега.
Горан Самарджиев, Евроникел. Горан Самарджиев од Евроникел 2005. Крвта не е вода, дечки. Тоа е. Добар вечер на сите. Сакам како прво да им се заблагодарам на сите што гласа за мене. Се надевам дека таа доверба ја оправдав и допрва ќе ја оправдаме. Голема благодарност до нашиот спонзор Евроникел, бидејќи ни даваат голема поддршка, посебно после таа турбулентна година на каверичната кошарка. Се надевам дека ќе имаме успешна сезона и добро здравје на сите. Благодарам што еднаш. Благодарам и вам. Следна категорија најдобра македонска кошаркарка за 2021 година. Анџелика Митрашиновиќ, која што играше во Баскеткам 2011, а моментално е во Тарбес, Франција. Александра Стојановска, Бадел 1862 и Нена Трајчевска, Бадел 1862. Наградата ќе ја додели Ленче Алексовска Величковска. Со две презимиња. Па зошто така со две презимиња? Дека на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Дајте ми мене. Многу ги оставиле пликоато. Дајте ми ги мене и тие. Празни се. Ја го прочитам. Почитувани, почитуван председател на Кошаркарската федерација на Република Македонија, почитуван директор на Агенцијата Спорт и млади, почитуван Марин Докузовски, не знам каде е, меѓутоа сакам да го изразам задоволството за она што го направија во 2011 година, воведот и почетокот на целата оваа манифестација, навистина побудија радост кон целата нација, меѓутоа благодарноста е, не направивте само кошаркари, направивте личности спортисти, а тоа е поважно во животот. Честитки, еден голем аплауз уште еднаш да ми. Сакам лично да се заблагодарам на председателот и исто така на спортскиот директор, генералниот секретар, на целиот менеджмент, бидејќи спортот е наука. Спортот е едноставен и лесен за сите оние што не го познавали и што не биле во него. Спортот е учи на победи и порази. Таа соработка имаме со Кошаркарската федерација веќе 4 години, што ги носат нивните млади кошаркари и кошаркарки на мерење и тестирање на нашиот факултет за физичко образование, спорт и здравје и од тука почнува целата таа кариера на сите нив. Сакам да им честитам и за вложувањето во женската кошарка, бидејќи некогаш и јас бев кошаркарка. Значи, секогаш имам една порака до сите родители, до сите оние кои што се дел нели од сите спортски институции, секогаш да ги запишуваат децата на спорт, затоа што таму се создаваат личностите. Таму си соголен, таму нема врски, нема некој да ти помогне, едноставно мораш да го направиш тоа сам. И затоа е голема чест и задоволството денеска да ја прогласам најдобрата кошаркарка оваа година, а тоа е Анџелика Митрашиновиќ од Баскетан. Така е. Наградата ќе ја подигне Мирослав Митрашиновиќ, нејзиниот брат. Анџелика ќе ја видиме на видео. Добро вечер на сите присутни и на целата спортска јавност. Пред се сакам да ви се заблагодарам на сите што гласавте за мене и воедно да ви честитам новогодишните и божитните празници. Ви благодарам и вам. Инаку жена ми е со две презимиња и знам дека на ниеден документ не е пишена како што треба. Затоа не, јас чисто ова се технички работи. Се комплицира животот. И викав да си го земе своето, ама будалче моето, по моето. Тоа е. Одиме понатаму. Најдобар македонски кошаркар за 2021 година. Номинации: Андреј Магдевски, МЗТ Скопје аеродром. Бојан Крстевски, МЗТ Скопје аеродром. Море даде, аеродром даде. Бојан Трајковски, Пелистер Битола. Наградата на наше големо задоволство требаше да ја даде Перо Антич, но тој нема да дојде тука. Негова замена прати председателот на Кошаркарската федерација, господинот Перо Антич. Повелете. Пред да додам оваа награда,
би сакал да ми се приклучи тука на бина со мене мојот драг пријател и гостин, директорот на Кошаркашкиот клуб Игокеа, да доделиме заедно наградата. Човек кој што ми помогнал многу и помагал во кошарката. Вуче. Добро вечер свима. Да се јавим, пошто nije mi najavio da uopšte ima izbor danas, ali eto, doveo me. Tako, sve bi volio da vas pozdravim i drago mi je što sam vidio još jednom i što sam se podsjetio ovih dana, jer tad smo se i družili i igrali zajedno, znam kako je bilo, tako da razumem trenera najviše, znam šta je prošlo sa njim, tako da svakam čast. Се повторува само циклусот цело време, си окажуваат луѓе. Најбољи кошаркаш Андреј Магдевски. Така е. Наградата ќе подигне неговиот татко. Добро вечер на сите. Најнапред би сакал да ве поздравам во името на Андреј, бидејќи тој поради своите клубски обврски остана во Романија, каде што сега игра таму. Голема благодарност од негова страна изразена за сите оние што го дадоа својот глас и овозможија да освои оваа награда. Од друга страна, изрази голема благодарност до Македонската федерација со цел да му овозможи што повеќе успеси во иднина, а оваа награда представува мотив и пострек за негово напредување и развој во кошарката. Уште еднаш благодарност до сите оние кои што го дадоа гласот за Андреј. Ви благодарам и вам. Како поминува време, мислам дека ќе се направи миту кампања за перо од соиграчите. Дами и господа, тоа беше крајот на овогодишните награди. Ви благодарам на сите што издржавте, ви благодарам на сите што дојдовте да одадеме чест на овие зверики кои што се уште горат на нашето кошаркарско небо и во нашите кошаркарски животи. А сега, коктелот, дечки. Ви посакувам среќна нова година, убави празници. Очекувајте следната година да биде исполната со многу убави моменти, но се разбира и некои кисели моменти. Таков е животот, мора да има баланс. А сега, следете го мирисот.